Ниту паричните казни, ниту апелите на надлежните не успеа да ја спречат појавата на палење на стрништата во Кочанската котлина. Има денови кога таа во најголем дел е во пламен и покриена со чад, па остава впечаток како да се случува некаква природна катастрофа. А во суштина катастрофата ја предизвикува човекот, односно земјоделците кои за да си ја улеснат обработката на земјиштето, прават редица други штетни работи. Првата опасност е што со палењето на стрништата се загрозуваат објекти и насади, па најчесто мора да интервенира противпожарната единица. Втората е загадувањето на животната средина, бидејќи ветрот ја разнесува пепелта на сите страни. Понатаму, палењето на стрништата значи залудно горење на значени количини слама, која во светот се користи како секундарна суровина. Најголемата штета од опожарувањето на земјоделското земјиште е неповратното уништување на околу 5 мм од површинскиот слој на хумусот, што негативно влијае врз приносите. Вака изгледаат оризовите површини по палењето на стрништата. Огнот уништува до 5 мм од хумусот на почвата. Токму затоа горењето на сламата е штетно. Своевидна загуба и тоа што сламата наместо да заврши во почвата, за да со распаѓањето создаде органски материи, таа ги гори микроорганизмите, инсектите, жабите и другата фауна, што предизвикува ненадоместливи штети и ја нарушува природната рамнотежа. Се прави повеќе страна штета при запалувањето на страништата. Беше напоменато дека се уништува флората, фауната, загадување на воздухот и така натака. Од друга страна, која многу малку се кажува, значи се гори еден голем дел од органска материја, која при заорување органска материја, значи стрника и слама, доаѓа до минерализација во почвата. Народно кажено, значи се подобрува структурата на самата почва и ние правиме една штета и зло при палењето на страниката, бидејќи гориме голем дел од органската материја која треба да остане во самата почва со цел да се подобри самата структура на почвата и да се подобри и структурата, меѓутоа и да се подобри целиот состав и флората и фауната во самата почва. Не треба да се заборави дека палењето оган на отворено е казниво со закон и дека по тој основ соодветни мерки им се изречени на повеќе земјоделци. Токму затоа одвикнувањето од оваа штетна навика е повеќе од неопходно.